кратовска пастрамајка, да знаете како се приготвува, па да можете и вие во вашиот дом да си ја направите. Инаку Кратово и како град познат овие вкусни пастрамајки. Добар ден, Сунчица. Добар ден. Вие сте денеска овде за да го споделите со нашите гледачи рецептот за кратовската пастрамајка. Што се е потребно за неа? Ќе ни кажете за сите потребни состојки и да ни кажете каква е традицијата во однос на оваа пастрамајка, кога се прави, како дома, дали само во недела за празник. Пастрамајката во Кратово е претежно препознатлива по пушеното домашно комето. Претежно се јаде за викенд најмногу. Најмногу сабота и недела. Сите фамилиарно. И дома, овде во домашни услови во сите ресторани. Тука доаѓаат од цела Македонија, нели? Иностранци, исто ми е многу интересно, знам дека на интернет ја барат и мене ми ма прашувано. Да, за да стигнат овде, каде се најубавите, јас им велам каде да бидете во Кратово, секаде се многу вкусни и многу убави. Што се е потребно за 4 пастрамајки, или за едно семејство да се за едно семејство, за 4 пастрамајки се потребни кило брашно, 1 килограм бело брашно. Направи... Се извинувам, Сунчица. Исто така, што се посебни за разлика од другите пастрамајки по Македонија, нели имаме белешки, штипски и така натаму, во, како што рековте вие, во Кратово се поинати и предпознатливи токму по домашното чадено свинско месо. Меѓутоа и тестото е поинато. На поинаков начин се приготвува, што велат по старите повеќе метани има во ова тесто. Да видиме кои се тие метани. Тоа тесто се прави килограм брашно, значи на килограм брашно иде пола квасче, пола коцка свеж квасец, една лажичка сол, мала, една кафена лажичка сол, може уште малце за да биде посолено, евентуално ако месото не е доволно солено. Се става исто пола пecivo, пола пакетче прашок за пecivo. Значи имаме комбинација на квасец и прашок за пecivo. И се додава кило и 200, пошто тестото се меси помеко, код вид на мекица. Тиганици по наши кратовски. Значи на килограм брашно литар и 200 милилитри. Пошто е многу помеко, тестото треба се замеси за пастрамајката. А не кажавме колку месо е? 200 грама. 200 грама за една пастрамајка. Значи за 4 пастрамајки 800 грама пушено, то е дивено, чадено, како сакате, свинско месо. Да го пробам? Може. Се препознава, видиш дека е домашно чадено. Че составот на тестото треба да наликува на тесто за медици. Че многу ретко. Многу поретко. И треба убаво да се изработи. Убаво треба да се изработи за да убава пастрамајка искочи. Откако ова тесто убаво го изработиш, колку време треба да стои ова тесто, има квасец напред? Ова тесто 45 минути треба да стои, откако се замесе и потоа се разместува. Добро. Кравајче, околу 600 грама. Добро. Исто пола саат треба да стасе. Тоа 600 грамско пупет, како да кажам, кравајче се дели на пола, фактички 300 грама оде во една пастрамајка. А ние имаме овде дупла доза. Значи за 4 пастрамајки. Килограм и 200. Точно.
Сега го изработуваш добро, значи ова тесто стасува два пати. Првиот пат 45 минути, потоа се размесува, Да, И се потоа? размесува и потоа... се додава брашно, Не, само се размесува. само се размесува. Точно. Добро. Еве можете да забележите колку е оно ретко тесто, Да. затоа што всушност и со раката се мати. Сончица, сега што следува? Тестото е више стасано. Откако е стасано, тоа се размесува. Вака, Нарасуваме со нарасуваме со брашно. брашно. Ако повише ставаме, отие многу помеко тестото, за да не се залепи. Го взимаме. На самата софетка поставуваме исто На брашно. платнена крпа нарасуваме брашно. Само малку се превртува тестото. Точно. Само малку. Лифтерно. Лефтерно, за да не се обрзо стаса. Ето. Тоа. Сега во ваков облик тестото останува уште половина Половина час. час да Треба да се стасува. затвори. Се покрие малце. Малку се Ето. покрие, значи по половина час Час. ќе го обработиш тестото и ќе ги направиш пастрамајките готови за печење. И навистина Сончица многу детали вара ова тесто. Затоа е посебна краковската пастрамајка. Многу чекање, многу размесување, веќе и вториот пат стасано. Видете колку е мека е, ова да ти е страв со рака да го фатиш. Ајде, повели Сончица, ти си мајсторката за Вака. овие пастрамајки. Ја взимаме локакала, со која пастрамајката ќе биде оформена. Прво ја посолуваме. Се извинувам што ќе те прекинам. Меѓутоа, ако јас се одлучам да правам дома и за таа цел се нашите емисии, дома немам вакво. Како можам да размислам пастрамајката? А во плек, ова од електричниот шпоред, оние големи не можеш. Значи, ако немаме ваква Може. дрвена даска, Може да, да... може во на она даска за сечкање, што ни е дома дрвената, Може. може и на таа Може. добро. Сега посолуваме лопатата Со со брашно, малку Повеќе. повеќе, затоа што е многу меко тестото. Доволно. Добро. Се сега дели на пола. Значи, секогаш ова тесто треба да го наросите со брашно на Да. местото каде што ќе сечете. Или со нож, или со ваква шпажка. Расте исто. Секогаш на Секогаш. брашно. Узимаме тестото, ставаме на лопатата. Ето тоа. Сега, го взимаме маслото. Пастите, Масло по потреба, По во потребните состојки. се прави средина, Средина, Средина. да формиравме една форма, интересна форма, како чамец, како чамче, бродче. И сега на средина, е обликувана така, со формата. прстите, значи Да, отвараме. они се марсни Да. и не лепат, Отвараме. затоа се ти Да. употреба. И се прави витка. Витка, Од страната. точно. Да. И ставаме и масло по кречињата или не? Не. Маслото се само става за да се оформе, да не лепе тестото на прстите. И И сега, сега се стават 200 грама домашно свинско пушено месо. машала, ова богата со месо, богата пастрмајка. И највкусно е нели кога се пече во фурна на дрва. Самиот мирис ти е посебен. е посебен. Еби ова Ето. Добро. Навистина прекрасно изгледа, ме примамува. И веднаш се става да се пече. Веднаш се става за
2-3 минути е сега готово. немаме дома кужна на дрва, напечена, значи во електрично споре. На колку степени? На 300 степени. Дали имаш пот? Дома на 300, знам 275 до 300, меѓутоа некои нема, значи на 250 би можело ли да се испече? Па малку подешва, може да се. Меѓутоа, значи пастрамајката бара силен оган. Силен. Затоа и до 3 минути се пече така. За во домашни услови малку Подолго, али пече се. се пече. Добро. Ние ќе одиме сега во кујната да ја испечеме ова пастрамајка и да ја пробаме со убавото домашно вино токму овде од Водоградец. Драги мои, еве краковската пастрамајка, ова е вистинско уживање и за очите, а и за стомакот. Кога ќе дојдете во Кратово, ќе ве причекаат токму вакви пастрамајки од рацете на Сунчица, па да ја пробаме. Пријатен апетит. Јас уживам во друштвото со моите драги колеги кратовските тамбураши и за нив се разбира ние заедно и ке си пееме и ке си јадеме заедно за сите. Еви на колегата таму. Водеј. Да пробаме сега. Ова вака се јаде, нели со раце? Така пријатно, пробај ти. Да ти свират само тебе.